Не може јас да купам кола на син ми, ако јас нямам кола, а работам бизнес кај што мора да патувам. Не можам да купам кола на син ми на кредит, каде што немам редовни приходи, пасивни, поголеми, барем 2 пати поголеми, од ратата на колата. Зошто? Оти колата на син ми е што? Пасива. Од аспект на готовинскиот тек. Тоа само одлева пари. Патеката на сиромашниот човек е приход, најчесто плата, но гледате, колку години имаш? 24. Со 24 години, 70.000 денари плата во Македонија, ти си супер. Better more. Не, зборам за македонски просек. Зборам како размислувам македонски медиокритет. Ти си супер. Меѓутоа, ако сите пари ти се расход и сите пари ти се во функција на пасива, јас ти кажам, овде и 700.000 стане, и ако структурата, ако квалитетот на протокот на парите не го смениш, ти си пак сиромашен. Или 7 милиони ќе стане, тоа е веќе кариера 8. Ти пак си сиромашен. Зошто? Оти easy come, easy go. Што треба за да бидеш богат? Не е само ова сума да се зголема. Туку треба квалитетот на протокот да го смените. Затоа кеш флоуто е поважно од приходот и расходот. Што вика, ако од аспект на кеш флоу кој ни гледаме? 70.000. Така, толку заработваш. 70.000. Ајде да речеме, дека доволно е омаќе ти си женет, не си. Деца имаш? Не. Колку години си? 24. 40.000 денари мислам дека се доволно, така? Зашто? За пасива. Храна, Многу мислам. грејење, режиски трошоци, вода, храна, кирија или така? Многу мислам. Многу 40.000, ако да, ако малце да се. И женска треба да донесе. 30.000. Значи, ајде да кажеме дека 25%. Мора да ви оди во што? Во актива. Како оди во актива? И тоа оди на расход, но не завршува во пасива. Туку доаѓа во актива. Ако квалитативно си зацртате во глава, дека четвртина, не битно дали заработам 7.000 денари месечно, дали заработам 70.000 денари или 7 милиона денари месечно, не е важно. Ако квалитативно успеам барем четвртина од парите да ги внесам во актива, јас имам позитивен кеш флоу. Зошто? Од активата што прави? Ви носи пари. Пасивата што прави? Ви зема пари. Затоа јас кога ќе ми каже некој да земав кредит дом на одмор, јас од тој човек бегам повеќе отколку од ѓавол. Од тој човек не само што он тоне, туку он е склон се околу него да потоне. Затоа јас кога ќе чујам политичар, Македонија се задолжи затоа што пензискиот фонд не чини. Или затоа што администрацијата нема земено плата. Јас од тој човек бегам. И таа држава, ако не смени структура на кеш флоу, паметно е од државата да се тргне ако претходно не сме успеали да сметне нешто. Што прави Македонија во моментот? Рапидно се задолжува. И тоа не е проблем. Ако се задолжува за пасива, е проблем. Ама ако се задолжува да направи нови хидроцентрали, нови автопатишта, нови железнички пруги, тоа ќе окей. Ако се задолжува да направи гасовод, тоа ќе треба да се задолжи. Еве зошто. Од и секогаш, кога парите, не битно дали од задолжување или своји пари, одат во актива, тие пари работат за тебе. Ако го одат во пасива, ти работиш за пари. Исто е, ама не е исто. Овде е истата сума. Овде имаш идеја, овде имаш сума кај што некој заработува 70.000 денари, некој заработува 35.000 денари. Што ако тој што заработува 35.000 денари секој месец авансира
6.500 денари бенефит ваучер. Заработува 35.000, ама 6.500 му се бенефит ваучер. Што добива он со тоа? Добива цирка 280 евра акции во My World. Што се акциите? Актива. Зошто? Од ти носат пасивен приход, ти носат дивиденда. И плюс самата вредност на акцијата може да расте. Значи, некој заработува 70.000, некој 35. Тој што заработува 70.000. Ако се му оди, ако секој расход му е за пасива, а нема расход кој што му оди во актива, ово е сиромашен човек. Ако некој заработува 35.000, а 6.500 му одат во бенефит ваучер, тој ги пласира во актива и тие растат. Што дали имплицира колку год да сме неписмени, нас платформа ќе да обезбеди. Дури кога не го разбереш тоа, ако го правиш, платформата го прави за тебе. Е толку едноставно. Затоа е поважен готовинскиот тек отколку колку заработиш. Затоа имаш луѓе кои што се повеќе и повеќе работат и се задолжени. Кои се тие луѓе? Да ви кажам? Цел западен свет. Сите македонци кои што живеат во Германија, живеат на кредити, а заработуваат повеќе од 70.000 денари месечно. Може да живееш во Македонија, да заработуваш двојно помалку, 30.000 денари. Ако со 24 преживееш во пасива, храна, режиски трошици, што иде, а 6.000 ги ставаш во бенефит ваучер, ти си инвестираш во својата иднина. Зошто? Од дел од парите ги носиш во актив. Сега, зошто јас кажам, сиромавиот наспроти богатиот не е по однос за тоа колку заработува, туку што прави со парите. Затоа викам, сиромашен си, ако прво трошиш, па потоа ако нешто остане, ќе ги ставиш во актива. Зошто? Оти никогаш нема да остане. Оти јас сакливам сега 3.000 денари више, кога немам концерт во живот. Сега ќе не расположи некој мувет, кајам дечки, ајде ве час да се куфам. И 3.000 денари ќе подржам за вас. Троши го, трошите за живот, никогаш немат крај. Јас со ова заработка сега што имам, Марио Реджа ми вика, Майк Милер веќе не, ама сега Марио ми вика, Зоран, ти си се уште на храна за мачка. Зошто? Оти потребите растат како што ви раста капиталот. Значи не е битно колку заработиш. Битно е дали прво трошиш за себе, па ако остане инвестираш, или прво инвестираш, па ако остане трошиш за себе. И кога викам инвестираш, не размислувајте на стотици илјади евра. Сиромавиот мисли дека со еден крупен потек се станува богат. Богатиот знае дека со стотици ситни потези се станува богат. Разликата е во мајндсетот и во кешфлоуто. Дали си богат или си сиромашен. И може од денес да станеш богат и од денес да станеш сиромашен. Ако од денес јас почнувам да размислувам дека прво ќе трошам, па ако остане ќе инвестирам, колку и да имам, јас почнувам да станам сиромашен. А ако од денес кажувам прво инвестирам, па со остатокот трошам, јас од денес сум станал богат. Е толку е просто. Се е во мајндсет, се е во начинот на размислување. Начинот на размислување ме прави богат или сиромашен, а не приходите кои што ги остваруват. Јас во овој бизнес влегов со аванс од 162.500 денари, од кои 32.500 беа 100% аванс, 130.000 беа делумен аванс. Сега, и што направи прво со 32.500? Актива. Што беше активата? Е, во овој телевизор. Јас сватив дека ми треба алатка за презентација, за ова да им го објаснам на сите мои луѓе и да кажем, еве јас сега како ќе станам богат. И ајдете со мене да го направиме заедно. Ми требаше што? Телевизорот ми стана актива. А телевизорот од дневна шо ми е? Пасива. Пасива.
За да ви давам пример, зашто телевизорот во дневна е пасива, ќе се послушам со една анекдота. Одат купец и продавач во продавница и купецот прашува колку пари е овој телевизор. И продавачот му вика 600 евра. Вика, не те прашувам, вика, за тоа. Јас те прашувам, вика, колку мене ќе ме чини овој телевизор ако оставам во дневната соба. И продавачот вика, 600 евра. И тука е вклучен, вика, дури и ДДВ. Вика, види господине, јас сега, вика, до сега немав телевизор дома. И јас, вика, кога немав телевизор дома, читав книги. Сега планирам 2 сата дневно да гледам телевизија. 365 дена, по 2 сата, се 700 сати. Ако ми е сати на 10 евра, мене тој телевизор ме чини само првата година 7600 евра. А не 600 евра. И бидејќи вика размислуваш така, затоа си продавач. Да размислуваш како мене, ќе беше собственик на оваа продавница. Ја свативте работа? Зошто? Едно е телевизорот дали ги биде пасива или актива. Затоа се вели, богатите дома имаат големи библиотеки, а сиромасите имаат големи телевизори. Но овој телевизор не е телевизор. Јас овде кога што гледам телевизија не гледам. Ова е алатка, ова е актива, кој што мене ми придонесува, јас да се го зголемам мојот капитал. И потоа од овде, пак е повторно, со стотици ситни чекори, а не со еден крупен, заблуда е, размислување сиромашен, дека одеднаш се станува богат. Не постои такво нешто. Затоа Джим Рон вика, многу по-важно е да станеш милионер пред да добиеш 1.000.000 евра. Оти ако ти овде не си милионер, што значи тоа? Сите пари ќе ги трошиш во пасива. Затоа јас познавам случаи кои што, пази, има статистика, над 90% од луѓето што добиле на лото, што добиле големи суми, над 100.000 евра, за 4 до 5 години се задолжиле повеќе отколку што добиле. Зошто? Баш заради ова, од сите приходи што ги добиле, ги расходуваат во пасива. Ќе купат поголема куќа, ќе одат на одмор на Малдиви, ќе ги частат сите, ќе купат кола од 50.000 евра, од 100.000 евра. Сето тоа е пасива. И он нема приход редовен, нема додатен прилив и не му расте капиталот на секој обрт, за да може тоа да го обслужува. А колку еден саат му треба да го чуе ова на таков човек, за да обезбеди поколение за него? Да, така е. Јас со ова што направив? Со 2500 евра што ги направив во актива, сега тие 2500 за 9 години и 6 месеци порасна на повеќе од 1 милион евра. И ова не може да престане веќе да расте. Зошто? Од 2.500 евра, јас постојано, како што имаше приливи, макар приливи били 10.000 евра, 2.500 пак ги враќам овде. Тогаш во единици во балансна програма. Но секогаш во актива. И постепен, како што врти тркалото, секој следен круг е поголем и као спирала. Поголем и поголем и поголем и поголем. Зошто? Оти ги пласирам во актива. Или ти ќе работиш за пари, или парите ќе работат за тебе. Парите се слуга. Ако го пуштиш во беспаке, еднократно ако го пратиш негде слугата, ти слугата го губиш. Но ако на слугата му даваш ангажман, и ако тој ангажман е макар мали ситни задачи, например, секој ден да ти мети да те чисти. Ти, ако тоа тебе те кошта саат време на ден, зошто да не платам некој, има луѓе кои што за 1000 денари неделно, доаѓаат ти 20 минути, ти чистат. Ако мене сатнината сакам да ми биде 20 евра, па не е ли по-интелигентно да платам некој 500 денари, а јас да работам нешто за 1200 денари? Парите секојаш во актива пласирани.
Сиромашен и богат се станува во момент. Резултатот доаѓа подоцна. Јас овие €1.000.000 не ги заработив равномерно во овие 9,5 години по 100.000 евра месечно. Не, во економијата се ствара ефект на мултипликација и акселерација. Што значи тоа? Се размножуваат овие, се размножуваат и на секој размножување се забрзува процесот. Се дуплицира, се забрзува. Првата година, од овие 100.000 евра, јас сум заработил можеби негде 10, од овие €1.000.000, јас сум заработил можеби негде цирка 10.000 евра. Можеби, веројатно и помалку. Но последната година, јас заработив негде 300.000 евра. Значи, растот не оди вака. Сиромашниот човек мисли дека растот оди вака. Растот оди вака. Исто е, ама не е исто. Што е разликата? Сиромавиот, бидејќи нема визија, бидејќи ова не го знае, он кој ќе дојде овде, и ако поминале 2 години, он не гледа прогрес, бидејќи нема визија. И не му е јасен концептот на дупликација, акселерација и мултипликација на капиталот преку активата. И престанува да работи. Престанува да работи таман тогаш кога веќе семето треба да роди плод. Нема визија и нема истреност. И бидејќи нема храброст оди да инвестираш, значи да ги ставиш парите на слепо во темно, да дадеш пари во нешто што не се гледа. Земјоделецот семето го става под земја. И он не го откупува секој ден да види дали почнал да рти. Он, пазите го клучниот збор, верува. Он верува дека тоа семе ќе изради. Семето може да го изедеш, а можеш да го насадиш. Кога го јадеш преку системот на канализација во Република Македонија, тој ќе отиде во каде? Во Вардар најверојатно, не знам кај оди. Него прочистителна станица. И завршило семето, крај. Се изело и отишло низ органите за варење. Но ако го засадиш од една семка за неколку реколти, внимавајте, од една семка за неколку реколти може цела Македонија да ја нахраниш. Од една семка. Ја знаете ли анекдотата за шахот? Во Индија, кога го измислиле шахот, индискиот цар, крал, што бил тогаш, викнете го човекот, ова е фантастично интелигентна игра, која јас мислил, сакам да дојде овде да го наградам. И плюс да ми биде советник. Го наште негде во некој индиско село, тој што го измисли шахот, доаѓа вика, слушај, богато ќе те наградам. Пола царство барај ми, пола царство ќе ти дам. Зет барај ми, ен керката ќе ти дам, ен пола царство ќе дам. Злато, злато, ти си заслужен. И сакам да седиш доволно да ми дадеш награда. Јас сум вика скромен човек. Не ќам пола царство. Јас сакам вика шаховската табла има 64 полија. 8 натаму, 8 наваму. Јас сакам вика да ми дадеш само жито. Неколку зрна жито. Што збориш човек? Јас сакам пола царство да дам. Ти вика ме се фркаш, какво жито? На првата коцка, на А1, ќе ставиш едно зрнце. На втората 2. На третата 4. На четвртата 8. На петата 16. На шестата 32. На седмата 64. На осмата 128. И се така до 64-та. А вика, човек, ти вика, ме понижуваш? Јас вика, сакам пола царство да ти дам. Ти ми бараш, вика, вреќе жит. А ти нормален ли си? Абе, предомисли се, вика, оди дома размет. Не, вика, честити царе. Јас сум скромен човек. Вие дајте ми го тоа. И добро, сега не може на сила да му дадеш, на сила може да му земеш на човек. Но вика, сакам ти дам, ама са шо ти правим ако не иш? И дава команда на советниците, деве молам, дајте му на човекот шо бара, ама и дајте му плюс некој злато срамотно. Дајте уште еден тон злато.
И поминале месец, два, три, царот заборавил да. Човекот, не, тоа е задача што лесно се исполнува. Например, како сега јас да ви дам по една банана. Нема да мислам дали сте ги изредили, тоа е по една банана, секој може да го даде. И мама едно време вика, бе, дајте ми, вика, човекот извештај, вика, што направи? Вика, му давате? Не. Како ме не сте му дали, вика, па срамота? Па вика, честити цари. Знаете ли колку жито бара човек? Па вика, колку, вика, 2-3 вреки. Планетата Земја, од кога постои до ден денес, нема родено толку жито колку што човекот бара жито. Ви се верува? Една проста аритметичка прогресија. Значи нема родено вика толку жито. Зошто? Оти 1 пута 2, па пута 2, па пута 2, па пута 2, па пута 2. 2 по 2 не е многу. И 8 по 2 не е многу. И 16 по 2 не е многу. Ама како што се дуплира, последните се дуплира вака. Оди прогресивно. Економијата функционира на тој начин само по даден услов. Ако во актива ги ставате парите. Затоа богатите луѓе знаат дека збир на илјадници ситни, незначителни инвестирања доведуваат до милионски суми. А сиромасите сакат преку ноќ со еден потек да направи. И затоа ништо не прават. Затоа не викат, лесно му е на Александар, он заработува 70.000 денари на 23 години и плюс самије, ама јас платата ми е 35.000 денари плюс имам 3 деца, како можам јас? И тука он блокира. Лесно му е, тешко ми е. Шо вика Киосаки, наместо да кажеш не можам, кажи како можам да се подобрам. Оти кој ти кажеш не можам, ти си констатирал и не сакаш да чуеш. Кој ти кажеш како можам, ти сакаш да научиш. А Конфуције вика, што кажува? Ако човекот сака да научи нешто, учителот сам ќе се појави. И јас сакав да научам. На економски факултет ова не ми го кажа. На постдиплома не ми го кажа. На економски факултет вика, сето тоа што е основно средство, тебе ти е актива, и сето тоа што е ликвидно, тебе ти е пасива. Што е пасивата? Изворот од каде си дошол до средства. Ова се средства, ова се извори. А што ме научи мене овој бизнес? Сето тоа што ми се мултиплицира и што ми носи пари кај што инвестира е актива, и сето тоа што ми вади пари кога инвестира е пасива. Знаењето од економски факултет, така нареченото конвенционално знаење, традиционалното знаење, продуцира следбеници сиромашни зависни луѓе, за да бидат лесно контролирани. Но предприемчивото знаење продуцира слобода. Оти ова на крај што ми носи? Слобода. Оти кога ова ќе се дуплира, преку ноќ станува 2 милиона. А кога 5.000 евра годишно ќе се дуплираат, до година е 10.000 евра. Нема суштинска разлика помеѓу 5.000 евра годишно и 10.000 евра годишно. Зошто? Па ќе реновирам дома за 5.000 евра и пак сум на исти квалитет на живот. Но кога од 1 милион евра годишно ќе дојдам на 2 милиона евра годишно, пак ќе реновирам за 5, еве ќе реновирам за 10.000 евра. Но сега имаш огромен вишок. А 2 милиони до година стануваат 4. 4-те 8. 8-те 16. Ја сваќате ли ефектот на мултипликација цревец? И ова нема крај. Се додека ти имаш начин на размислување како богат, прво инвестираш, па потоа, ако остане нешто, трошиш за себе. Семето прво ќе го посееш, па ако остане нешто, ќе јадеш од него. Но не можеш прво да го јадеш, па ако остане нешто да го посееш. Јадењето на семето е еднократна употреба. Парите се сенки. Ако ги засадиш, ќе никнат. Ако ги изедеш, отиде во канализација. Тоа е енергија. И семето е енергија. Затоа е многу важно да знаете да инвестирате во актива, макар и 100 евра месечно.
Макар и 50 евра месечно. Ако некој нема, ако некој има само да инвестира 10 евра месечно, на секој, не знам, 10 месец, нека си купува бенефит ваучер. Подобро, отколку ич. Затоа не е важна сума. До тука јасно е. Прашање има. И таа финансиска интелигенција, што 99% од светското население ја нема. Затоа целото население во Америка, Скандинавија, Англија, Германија, Франција, Шпанија, Италија, Португалија, Грција, Балкан живеат на кредити со кредитни картички. Се оди во пасива. Вози кола, комшијата купил поголема кола, оди он на лизинг, зема друга поголема кола. Што прави со колата? Ништо, оди на работа секој ден. Па на работа можеш дојдеш и со градски, можеш дојдеш и на точка. Да, ама што ти каже комшијата? И потоа што работи? Работи да го покрие кредитот. И потоа што прави? Мора и втора работа да земе. Работи за пари, наместо парите да работат за него. А истата кола, ако ја изнајми во такси компанија, и ако ја изнајмува за 300 евра месечно, а кредитот е 200 евра месечно или лизингот, он заработува 100 евра месечно од ништо. И после 5 години, на кола не дават кредит повеќе од 5 години, плюс каква таква, добива и се уште функционална кола. Му носела по 100 евра месечно, тоа се 1200, 6000 евра за 5 години. Значи, пари 6000 евра, возило 5 годишна стара на крај. Значи, исто е, ама не е исто. Исто е, ама зошто? Па овде ги ставил парите во пасива, во актива, а овде ги ставил парите во пасива. Истите пари, истото возило. Но, низ призмата на готовинскиот тек не е исто. Предприемачите размислат преку готовински тек, кешфлоу, сиромашите не знаат што е готовински тек. Тајната е во готовинскиот тек. 6 магични зборови се. Приход, расход, актива, пасива, кешфлоу. Толку цел економски факултет не вреди како овие 6 збори. Мислам дека е доволно. Друже, јел доволно? Ја се разумел? Ако снимаш гаси и пушти ми го тоа. Добро ти текнеш што снимаш. Да, жал ми е што нисам снимал од почеток. Штета.